Здраво, дечки! Ова позади мене е Lincoln Co 01. И ова е доказ за се оно што сум го зборил, бар особено во последниве 2 до 3 години, и особено за кинеските возила, и особено за оние дел од вас, кои што во моментов се многу помал број од претходно, но се уште ви има. Се уште ви има со коментари као кинески возила, не сакам, немат квалитет, продувани мотори ќе имат за брзо време, немат опрема, немат квалитет, немат ништо. Lincoln Co 01 е доказот за сето оно што го зборам, дека сега е време на кинеската инвазија, колку нас не се допаѓа тоа или не, колку и да ги сакаме дел од европските брендови модели, кинезите доаѓаат на Европа, во Европа и почнуваат да растураат. Да, точно 01 пред скоро време, пред неколку месеци видовте кај мене на канал. Тоа беше првата верзија, ова е втората верзија, односно фейслифт изведба и добива неколку подобрувања во освежување во дизајнот. На некого тоа ќе му се допадне, на некого не. Искрено јас ќе кажам дека одредени работи кои што ги имаше првата изведба многу ми се допаѓа и жалам што сега ги нема, но други работи има кои што се значително подобрени и одредени критики кои што беа дадени па и од моја страна, сега тука се подобрени. И затоа кажам дека ова е одговорот на сето она и ова е доказот на сето она што го тврдам бар во последниот период. Кои се измените сега кај оваа нова верзија на 01? Напред имаме малку поосвежена маска. Не се некои измени кои што ќе кажеш, да, еве ги измените тука се направени, треба едноставно време да кажеш, окей, нешто е сменето, ама не знам точно што. Смената е предната маска со се светлата, сега е малку поинтересно направена во целиот тој склоп. Тргнати се тие плави елементи кои што мене искрено ми се допаѓа. Тие плави елементи со плави лајсни ги има напред, на средниот дел, над вратите, на бандажите, особено на бандажите ми фали многу. Сега тука се сменети задните светла, кои што искрено ми се допаѓа и во претходната изведба, но тука малку повеќе ми одговара со целокупниот дизајн. И исто така се направени измени во интериерот, како исто со материјалите, со боите, со се. Мислам сега ќе видиме за кратко и што една работа што имам само да кажам тука надвор, е што сега Lincoln Co 01 се нуди со многу повеќе опции за боја. Меѓу кои оваа бела перла, имат и црна, има една многу интересна зелена, така да кога ќе отидете во салонот на Lincoln Co, ќе видите целата палета сега на бои што се нудат. Сега ќе влезам внатре за да видиме внатре какви измени има. Тука внатре имат направено неколку клучни измени. Прва работа која што може да се примети се седиштата, односно материјалите на седиштата и пак ќе кажам тука со ние плави елементи кои што ми се допаѓа, бидејќи сите тие плави елементи му се карактер на возилото и тие елементи, тој карактер бар мене ми се допаѓа и јас тоа го барам. Сакам автомобилот да ми има своја посебна душа, да се разликува со нешто драстично од останатите. Но убави се, седиштата се комотни, материјалите се одлични, ги нема тие штоф елементи, сега е фул кожа тука. Друга клучна и најголема измена е екранот. Сега имаме 15,4 инчен екран кој што е огромен и друга работа што имаме Snapdragon, еден од најбрзите и најдобрите чипови и тоа резултира со тоа што екранот е со ненормална брзина, респонзивност, одлична графика. Што значи дека во ниту еден момент нема да имате никакви потешкоти за негово работење, односно не кочи воопшто, сите функции ви се тука и особено тоа е многу битно бидејќи немате ниту едно физичко копче во интериеров, односно сите функции кои што ги има возилово се контролираат исклучиво преку екранот. И таков начин на функционирање мора да имате и екран кој што ќе биде со одлична респонзивност и одлично ќе функционира. Да, се согласувам дека ќе ви биде потребно да седнете и бар еден ден да го учите, да го истражите целиот систем како е поставен и како функционира. Лесен е за навикнување, но бидејќи нема физичко копче и одредени работи треба да си ги наместите како шорткат, како што вас ви одговара, треба да седнете и да го проучите целиот екран. Ми се допаѓа што тука како слайдбар имате шорткат опција и можете да контролирате амбиентално светло, панорама, да имате копче за
во перална, што значи само си стискате, се привлекуваат ретровизори, брисачи и така натаму, отварање на багажник, отварање на фиока од страна, камера, бидејќи имаме селфи камера, тука може да си правите журки со сите што се возите, се сликате, се снимате. Друга работа исто така, она што е интересно, што преку екранот се отвара и панорамата, односно тука контролирате и завеса и стаклен покрив колку да се отвара, но ми се допаѓа што можете да регулирате колку со навлекување на оваа линија, колку точно да се отвори. Дури можете само се стиснете на тилт, да се дигне на гип и тоа е тоа. Светлата тука се на тач, што е многу кул интересен момент. Имате два држачи за телефонот, односно две остави за телефонот, од кој што еден е безжичен полнач и овој дел тука е измет, има алкантара, што мене многу ми се допаѓа, бидејќи прво дава едно многу поубаво чувство. Вака друго навидум се е исто, но не, бидејќи има значително подобрено во изолација и нешто што мене ми се допаѓа, имаат подобрено во оние болни моменти за мене се да биде во линија. Претходно знае одредени ивици да бидат малку погоре или подоле, сега тука се е во линија. И материјалите се истите, што е супер, бидејќи се одлични, искористена оваа змиска кожа тука која што е фантастична. Имаме во овој пакет, бидејќи има два пакети, Core и More, ова е More, најопремениот пакет, што значи дека има панорама, значи дека имаме 10 звучника од Infinity, се фантастични и тоа се контролира исто така преку екранот. Ги имаме овие седишта кои што тука имаме и греачи, греачи има и во другото ниво, но едноставно овој More пакет многу повеќе се исплаќа, бидејќи за многу мала доплата добивате многу повеќе опрема. Она што е за останатите работи, конкретно за задните седишта, исто тоа е како и претходно, односно имам еден убав комфорен дел тука на задниве седишта, убави материјали, можам да се наместам баш како што сакам и како што ми треба, иако возачкото седиште при секој влегување и излегување се враќа назад за да биде полагодно седнувањето на возачот. Сепак еве како сега вратено имам одличен простор за нозете, можам да си ги бутнам нозете од оздола. Седиштата се убави спортски и не само за напред, тука и за позади кои ги гледате се баш убави, дури тука поставиле Lincoln Co делче кој што да се знае во што се возиш, но едноставно да бидат поинтересни за гледање, бидејќи затвараат поголема површина кон предниот дел. Тука има една мала остава кој што е супер, два USB порта, еден помал тунел доле кој што не пречи за седнување на трето лице, иако тогаш го искоментирав овој дел тука на средното столче, сепак не пречи за седење. И што се однесува до багажникот, истата литража, нема никакви измени. Она што треба само да знаете, бидејќи е плагин хибрид, имате неколку различни опции за возење, дали на чисто на електрика, дали е комбинирано, дали е power, што значи дека најголемата моќност ја добивате во power. Каблите се поставени доле, а се полни од страна. Мислам, тоа го спомнав и во минатата епизода, но тоа значи дека под оваа даска која што е совршено рамна со ивицата на браникот, имате сет за репарација и тука е поставен кабелот за полнење. Оваа даска е супер едноставна за дали ви треба да поставите или да трнете и нормално електронско отварање и затварање на багажната врата. И сега ќе почнам да го возам за да ви кажам зошто ова е одговор на сите работи кои што ги зборам и ги трубам толку долг период и зошто вие кои што се уште сте скептици треба да знаете дека Lincoln Co ги променува работите и ова е најдобриот кинез кој што било кога сум го возел. Сега како фейслифт, да, има измени и во перформансите, односно има зголемување на перформансите, но не е тоа само еден благ тюнинг како што се случува кај другите брендови модели. Тука е направен и комплетно нов мотор, да кажам, повторно 1.5, но останува збор за 4-цилиндричен, што е супер. И оно што ми се допаѓа, што имаме зголемување на перформансите, не е драстично, 276 конски сили имаме сега на располагање заедно во пакет, односно тоа заедно значи дека
и електромоторот и бензинскиот мотор, бидејќи плагин хибрид, во комбинација ги дава тие перформанси, но нешто што е многу битно и интересно покрај конските сили е дека имаме 550 ньютон метри. И не сакам да чуам ниту еден коментар, мислам, нормално сакам да чуам било каков коментар и мислење од вас, но едноставно стварно на сето ова немаме потреба од било каков коментар дека имаме недостаток од перформанси или дека не се доволни. Стварно, перформансиве се одлични, плюс тука имате опција, како што кажав, да одберете дали да биде пјур чисто на струја, дали биде хибрид како сега во комбинација на двата мотори или power повторна комбинација на двата мотори, но сите перформанси во најголем капацитет да бидат искористени. Дополнително на сето тоа, како што кажав, можете регулирате каква цврстина на воланот да имате. Имаме 4 различни опции: Light, Standard, Firm и Auto. Сега ми е ставен на Auto, бидејќи кога возам во град ми е малку полесен, кога возам сега, како и сега, малку во приградски средини или на автопат, ми е малку по-цврст, имам подобра контрола. Инаку воланот и управувачкиот систем се фантастични и имате одлична контрола над возилото, имате одлична тежина, малку е поголем воланот физички вака, но па мене ми се допаѓа, убав е самото седење, самото стоење на воланот, како е позициониран, како ќе се наместите, фантастично добро и за мене тоа е супер. Сега ако се прашувате зошто од преска од волку малку го чепкам воланот и зашто нозете ми се вака високо кренати, е бидејќи ми се активирани системите за задржување во лента, за автоматско кочење, за радарска контрола. Едноставно сакам да ви покажам и кога ќе кажам и кога мислам на некој автомобил дека има добри системи, мислам на ова. Односно, Lynk & Co од преска сам управува, сам задржува, повремено бара само јас да го фатам воланот, да знае дека сепак сум тука, дека воланот, односно возачот е присутен и е активен, бидејќи дополнително на сето ова сакам да ви покажам една друга работа, што окей, еве ќе видиме дека воланот, мислам, системите работат супер и воланот управува сам, автомобилот управува, задржува и све одлично. Но што се случува, и за мене е многу битно, што се случува во оние моменти кога, не дај Боже, возачот се онесвести или нешто се случи каде што не е во состојба да управува. Во тие моменти мене ми е битно да имам системи кои што ќе работат добро, бидејќи јас додека сум активен и јас ќе контролирам што се случува, но ако не сум активен, ако се успиам еве и во тој момент треба мене системот да ми биде активен. И сега јас сакам да ви покажам на дело што се случува кога едноставно возачот нема биде активен и како тој систем функционира. Односно, за мене треба да реагира и треба да биде активен цело време со негово застанување за да биде сето тоа безбедно. И јас еве сега пратам цело време на сообраќајот, да не пречам на никого. Ќе симулирам една таква ситуација каде што нема да изреагирам никако, он веќе неколку време реагира, еве го започна сега и да титка, ќе почне да намалува на брзина и исто така се случи еден интересен момент, ќе почне да сецка. Ако не изреагирам и тогаш, еве сега почна да кочи, титка се повеќе, намалува, застанува, се уште ме држи во лента. Еве. За да не застануваме скроз, ќе продолжам, ќе си продолжам регулар да си возам, но сакав само да ви покажам дека ова функционирање е многу безбедно и вака треба да функционира секој автомобил. Браво за Lynk & Co. И кога стварно кога ќе зборам дека некој има добри системи, ова го мислам. И кога ќе кажам дека ова е најдобриот кинез и ова ми е доказот за сето она што го кажам дека кинезите без разлика колку и да не сакаме кинески автомобили, да ги сакаме европјаните, еве што прават тие. Да, и европски брендови го нудат ова, но не до оваа мера или не за оваа цена. Цената, веќе ја гледате, сакам да ви се проектира тука за чисто да видите дека сето ова, целава оваа безбедност ја добивате за оваа цена. Што каде и да одите, нема да го добиете ова за оваа цена. Нема да го добиете.
И на сето ова, само да додадам дека да, Lynk & Co е во групација на Volvo, тоа веќе го спомнав, го објаснував, и тие системи еве ги на дело. Еве ги на дело, еве таа безбедност. И ако некој после сето ова каже дека кинезите не се сигурни, сериозен си брат, сериозен си, гледај што прави возилово. Гледај колку безбедно сето ова го прави. И гледај за која цена. Треба бидеме малце реални да кажеме дека стварно за таа цена не го наоѓаме сето ова во ниту еден друг бренд. Може би малце повеќе ви се расприкажав, може би сето ова веќе го знаете од претходната епизода, ама сакам и на дело вака да видите, едноставно да сватите колку е искулирано возењето барем кај Lynk & Co и колку ова е стварно најдобриот кинез и ова е стварно доказ на сето она што го зборам дека кинези веќе згазат, се додека европјаните не сватат дека треба да ги ископираат сега тие нив, бар тие да ги нудат овие системи за таа цена. Бидејќи во 21 век ова ми е битно, ова ми е потребно мене, не ми е битно возилото само да изгледа убаво или да имам убав материјал. Сакам ова да го имам, ова го плаќам. Таа скапа цена што имаме денес е ради сето ова. И ако е ради сето ова, треба да функционира вака. Малце сум револтиран од европските модели, бидејќи стварно некако потфрлија, барем за мене потфрлија, брендови како Lynk & Co доаѓаат и стварно растураат. Дополнително на сето тоа, само би потенцирал една работа. Lynk & Co сепак е шведски бренд, шведска компанија, би ја споредил со iPhone. Би направил споредба како Анди Бајрам и Coca-Cola, но зошто? Бидејќи ако iPhone го сметаме како амерички бренд, а дизајнот е само во Америка, се произведува дали во Кина, дали во нека друга земја, истото се случува и со Lynk & Co. Дизајнот и целата идеја за него е осмислена и сработена во Шведска, додека е склопен и изработен во Кина. Така да, колку е кинез, толку го гледам и како швеѓанец. Јас пак ќе кажам дека ова е најдобриот кинез кој што до сега сум го возел, го сметам и како кинез и мене воопшто тоа не ми е проблем, бидејќи стварно ова што е сработено и сите тие системи кои што се сработени во Кина функционираат на крајот на денот. И тоа ми е најискрено битно. А искрено битно ми е кога ќе имам екран и кога ќе имам автомобил кај што немам ниту едно физичко копче, што искрено јас тоа не го сакам, сум старомоден, сакам физички копчиња, но кога имам екран кој што функционира на ваков начин, кога имам системи кои функционираат на ваков начин, едноставно све ми е лесно, све ми е достапно. Ако сакам да гледам камери, можам да си ги уклучам камерите и да гледам што се случува околу мене. Добро, сега при возење не, но паркинг камерите се фантастични, имате одлична графика, можете да се сликате, се зезате со сите сопатници што ги имате. Едноставно кола за уживање. И ова е доказот на сето она што сум го трубел и стварно ќе кажам еве уште еднаш. Искористете додека е време, додека не поскапат драстично. Предходната изведба беше поевтина, да, имаше акција, но веќе гледате дека оваа изведба е поскапена. Дополнително на сето тоа, како ќе проаѓа време, така ќе поскапуваат се повеќе ќе се доближат до европските модели, бидејќи вреди да поскапат и да бидат во тој ранг. Едноставно квалитетот што го има тука, системите што ги има, опремата што има, лагодноста што имате, вреди за таа цена. Но реалната цена дека е многу пониска како пример тука, еве гледаме како сето тоа функционира. Си знаприкажав, ама стварно сакам сето ова да го знаете. Стварно сакам да знаете дека многу добар автомобил во поглед на изолација, не се чувства во кој момент возите на бензин, во кој момент возите на електрика. Стварно се што нуди Lynk & Co 01 е фантастично добро. Менувачот, иако е со 3 брзини по брошура, е фантастичен. Саме го кочи, че едноставно немам никакви непријатности. Дечки, не ме слушате мене,
отидете во салон, извозете го, искусете го и ќе видите за што станува збор. Не е реклама, наискрено сметам ова колку е добро возило. Ако ме прашувате дали јас некој пат би се одлучил за овој тип на возило, да ги имам парите, апсолутно да. И за тоа ви кажам, пишете ми во коментар што мислите вие за Lynk & Co, што мислите вие, што треба друго да се вози, да се проба, со кој европски модел би го споредиле покрај Volvo и нормално се гледаме наредна недела со ново видео. Чао!